Благојчо инаку е доста активен вака општествено политички. Се надева дека некои од политичарите се поразлични од другите и јас го имам видено на буквално На сите протести. На сите протести. Вика вака, Максим Димитриевски, бато, јас, моите другари и мојата фамилија тргнавме со чисто срце, со искрена намера да изградиме нешто поинакво, нешто праведно. Верувавме дека ова ќе биде твојата партија, место каде што ќе одлучуваш ти, каде што нема да продолжи темпото на крадење на македонскиот народ. Не посакавме ништо за себе, не баравме функции, не баравме привилегии. Баравме само правда, чест и еднаквост за сите. А денес, речиси една година подоцна, гледаме што се случува. Ги донесовме на власт луѓе што никој не ги познаваше, луѓе за кои се кондевме дека ќе донесат промена. Ги убедувавме народ да гласа, зборувавме со срце, верувавме во нив, но што добивме за возврат? Ништо од ветенот. Знаеш дека никој од моите не ти побара ништо освен вистина, но вистината не може да се крие долго. Знаеш, и без петел сванува, нели? Тоа е твојата изрек. Тогаш запрашај се во што е проблемот. Дали во петелот, дали во кокошките или можеби во целиот кокошарник. Пратениците избрани од народот ги толерирам уште 5 дена. 5 дена за да покажете дека зборот не ви е празен, дека борбата не беше залудна. А потоа, тоа ќе видиме и петли и кокошки цели кокошарници. Зашто овие луѓе не се активираа за да ги богатат пратениците, тие се активираа за правда, за народот, за Македонија. Благојчо, од сега ти кажам, џабе ти им даваш рокови, они се веќе власт. Министерката како вика за финансиите се апсолутно привилегирани. Ова ти што сега го зборуваш, не го зборавме во емисија. Со ова темпо на лажење, во кампања, глумење, правење дека се они многу поштени, е само маска. Што ние ги знаеме тие луѓе лично. Да го потреба речникот на премиерот Мицкоски, една гарнитура хоштаплери кои што сега ќе станат милионери, кои што и по завршување на нивните политички кариери и мандати, тие ќе имаат реална финансиска моќ да го корумпираат потоа системот во нивна корист. А сите ние ги гласаме, верувајќи дека они ќе променат нешто, они само стануваат богати, си одат од власт и потоа тие се тие што го корумпираат системот и не тераат нас да се бориме. Апсолутно е за поздрав, Благојчо е борец. Благојчо е еден од ретките кои што дури и кога погрешно јавно го пишува тој, вели абе ние бевме со вас, барабар. Гледа човекот дека не се менува, излегува јавно и пишува. Малкумину оваа држава имаат храброст да застанат против нивните партиски вождови.